Цените на поголем број производи на кои им беа замрзнати маржите од страна на владата во периодот средина на февруари крај на април, во поголемиот дел од маркетите не се вратија на нивото од пред 18 февруари. Ова го утврди 1,5-месечната контрола на Државниот пазарен инспекторат на над 100 компании кои имаат над 1000 продажни места. Во големо продажбата, односно нашите домашни производители и увозниците, односно дистрибутери, цените се вратени од време пред одлуката. Но во малопродажбата, кај огромен дел од маркетите, не кај сите, има зголемување на цените на производите, но тие се под нивото од пред 18 февруари. Кај најосновните производи, зголемувањето на цените се движат од 3 до 5%, а кај хемиските производи, производите за лична хигиена, пелени и бебешка храна, од 10 до над 20%. Ова значи дека после мерките, иако има зголемување на цените, тие не се вратени на старо, односно добар дел од прехранбените производи кои најмногу се користат се поевтини од февруари. Сепак Стојковски посочи дека во мал дел од маркетите има поголемо поскапување, што не е коректно од нивна страна. И тоа сакам да напоменам дека да, и забележани се минусни маржи, односно намалувања од 20 до над 100% кај зеленчукот и овошјето. Мислам, и сите сме сведоци на тоа, сите пазари, сите одиме во маркети, пазари, така да тоа е тоа. Дали ќе има нови мерки ќе зависи од предлогот на Министерството за економија, кој треба да ја разгледа анализата на ДПИ и да ја достави со свое мислење до владата. Инаку инфлацијата во мај беше 3,3% повисока во однос на истиот период лани, а ако се споредува периодот јануари и мај 2025 со истиот период лани, таа е 3,7%. Кај храната таа беше 4,9%, споредена мај со мај.